Ке доцни ли овогодинешната сеидба на ориз во Кочанскиот регион? Браната калиманци е со намален капацитет што може да резултира со рестрикција на површините под ориз, тврдат оризопроизводителите од Кочанско и се жалат дека со овој проблем се соочуваат со години наназад. Велат површините се подготвени за сеидба, трошоците се направени, но не можат да ги посеат. Протечните води што се во реките се одбиваат по линијата, не се искористуваат за сеидба, да се одсеат. Доколку нема вода доволно, во текот на летото ќе ни дотурат од каналот, од мрежата што е од браната. А сега да ги искористиме барем протечни води за раните сорти да ги одсееме. Затоа што времето ќе одмине за 10-15 дена, треба да почне сеидбата. Никој не кажува што ќе се сее, што нема се сее. Жално е да овде не се посее оризот, да се горе по рицкиот терен. Нашето главно бара и на сите овде производители што се и од селото Мојанци, Горни Подлак, Градовци, оризари, да сепак овие површини бидат засадени. Да ние не користиме вода од системот Брегалница, него исклучиво користиме водата од реката Брегалница и Оризарската река. А која е пречката за тоа еве? Пречката е кај самиот раководител на водостопанство Кочани. Од планираните 4300 хектари за сеидба, моменталната исполнетост на акумулацијата калиманци од околу 70 на милиони метри кубни придонесува да се кратат околу 1500 хектари за наводнување, објаснува за 24 раководителот на Кочанската подружница на водостопанство Брегалница Горан Зашов. Имајќи го предвид дека пред 20 дена по калиманци беше скоро катастрофа, имаше 40 милиона метри кубни вода и кубик и 700 доток. Значи да се надеваме дека во наредниот временски период имаме дополнителни количини на вода и планот ќе го исполниме 100%. Значи ако треба да кратиме 1500 хектари, ќе кратиме секаде равномерно. Проблемот е стар со години и затоа итно е потребно ново решение, потенцира еден од поранешните директори на Кочанската подружница во водостопанство Брегалница, Трајчо Трендов, анализирајќи актуелната состојба. Државата не води доволно сметка за тие хидросистеми. Хидросистемите пропаѓаат, не се одржуваат доволно, нема доволно механизација и ја мислам дека тоа е една од најглавните причини зошто се намалени површините, покрај другите, да речеме, моменти еве дека селата ни се празни, дека децата бегат по странство и помалку свет се и бават со земјоделие. Инаку, дали и колкави површини во Кочанско годинава нема да се сеат со ориз, ќе се знае најверојатно до крајот на месецов, кога и официјално се очекува да започне пролетната сеидба на оризот во овој регион.